Ова се вестите на Канал 8. Жетвата на оризот тече забрзано поради најавите на метеоролозите за новите врнежи од дожд. Земјоделците се жалат дека ожнеаните количини ќе мораат да ги чуваат дома, затоа што договорите за откуп не се почитуваат, па во практика откупот и не функционира. Поволните временски услови во изминатите неколку денови овозможија жетвата на оризот да се интензивира и покрај зголемената влага во почвата, комбајните го собираа родот, а земјоделците се надеваат дека најавените врнежи нема да ги стопираат жетвените активности на полог рок. Најголеми проблеми имаат оризопроизводителите во атарот на Чешиново и Спанчево, каде нивото на водата во нивите се уште е високо, па жетвата оди побавно поради отежнатото движење на механизацијата, но и поради влажноста на оризовото зрно. Дополнителна мака им создаваат оштетените земјини полски патишта, чие санирање досега не се реализираше. Сепак, земјоделците велат дека нивната загриженост е поголема околу ожнеаните количини, затоа што наместо во преработувачките капацитети ќе мораат да ги носат во домашните амбари. Ма како откуп? По-црно не е било од сега. Ти го дадеш пари, нема да земеш. Те го е монстро. Дао го пред 4 месеца. Дале му некој динар дори сега. И тоа не се целосно. Правиот земјоделец тотално за никаде е. Од буџетот, у која куќа не удава пари, многу тешко. Складирам дома, па после ќе видим со Господ напред. Мака, и ово субвенциите сам против. Не треба да ми дава од декар, нека дава од тонажа. Искарам толку чилат, динар, 2-3, нека ми, а не ова е ништо, некој зимат, некој не земат. Иако за годинава се надеваа на поголеми приноси од просечните, земјоделците велат дека тоа не се остварува. Повеќето од оние што го собрале родот во атарот на Кочанско рекоа дека само на одредени површини се добиени по околу 800 килограми од декар. Останатите ожнеани површини дале род што се во рамките на стандардните приноси. За квалитетот на родот, односно рандманот што ќе го даде овогодишната реколта, се уште не сакаат да коментираат, затоа што ќе чекаат да се нормализира откупот, за да можат да го продадат она што го собрале од нивите. Законска постапка против фирма од Кочани поведе Царинската управа на Македонија заради избегнување на плаќањето на царинските давачки. Цариниците утврдиле дека е направен обид да се оштети државниот буџет за околу 15.000 евра. Царинската управа на Република Македонија презела соодветна законска постапка против фирма од Кочани, која се обидела да избегне плаќање на увозните давачки. Според наодот на царинските службеници, фирмата пријавила машина за лемење во вредност од 95.000 евра со преференцијално потекло од Франција, царинска стапка од 0% и увозни давачки во износ од 1 милион денари. Заради основано сомневање во веродостојноста на приложениот доказ за преференцијално потекло на стоката, Македонската царинска управа се обратила до Царинската служба на Франција со барање за дополнителна проверка на документацијата. Од таму бил добиен одговор дека стоката не ги исполнува условите за стекнување со преференцијално потекло и истата треба да се товари со царинска стапка од 10%. Врз основа на ново утврдената вредност на стоката била извршена дополнителна пресметка за наплата на царинскиот долг според предметната декларација. При тоа е утврдена разлика во увозните давачки од 915.000 денари, од кои 775.000 биле по основ на царина и 140.000 денари биле по основ на неплатен данок за додадена вредност. Со санкција за сличен прекршок се соочува и фирма од Штип, која увезла заштитна работничка облека од Бугарија и избегнала плаќање давачки во висина од 75.000 денари, од кои 63.000 се за царина, а остатокот за данок на додадена вредност. Поголем број пензионери се уште не ги добиле дрвата за огрев, иако навремено ја извршиле уплатата. Не се остварија ветувањето од надлежните дека уплатените количини ќе им бидат испорачани пред почетокот на оваа грена сезона. Не им пристигнаа ветените дрва за огрев на многу семејства чии членови пензионери ги нарачале уште пред половина година. Најавите оти ќе ги добијат пред почетокот на грејната сезона се изјаловија, па со очекуваното опаѓање на дневните температури тие се загрижени како ќе поминат зимата. Она што им останало од минатата година, велат ќе биде доволно само за првите 2-3 недели од сезоната, а понатаму ќе мораат да се топлат на електрична енергија.
Пријавувањето за огревно дрво го направиле навремено, но не знаат зошто и минималните нарачки од по 6 метри просторни не им биле испорачани. Запрегнаваме оваа година. Још не сум ги добил. Прв сум на список и још не сум ги добил. Луѓе има комшии само на друга улица, не са добили, а луѓето се инвалиди, немотни и не са добили дрво и секој ден плачат луѓето. А некој вика па дека нели дрво има доволно, камиони нема. Се требало камионите да се регистрират, да имали плаца во оно. Оние што не ги добиле дрвата по нарачката преку организирана продажба се обиделе да ги набават од приватните продавачи. Сепак и таквата набавка не била воопшто поволна, туку велат дека огревот го преплатиле. 3500 те там кај нас зимаа многу комшии од 3500. 3500, ама викат и тоа нема. Ке скапни и тоа, вика, на 4000 ке трашат. Проценките се дека над 30% од семејствата кои се пријавиле за организирана набавка на огревно дрво се уште не ги добиле нарачаните количини. Со тоа, наместо да си ја олеснат уплатата за енергенсот со плаќање на рати, сега се соочуваат со повисоки сметки за струја, што ќе треба да ги подмируваат месец за месец и ќе се доведат во незавидна финансиска состојба. Управата за јавни приходи ја продолжува активноста за поголема достапност до граѓаните преку така наречените мобилни даночни шалтери. В четврток, специјализираното возило на управата ќе престојува во општина Зрновци. Управата за јавни приходи им овозможува на граѓаните во чии населени места нема соодветни даночни шалтери да ги добијат потребните услуги за подмирување на обврските, без при тоа да доаѓаат во нејзините регионални канцеларии. Реализирањето на активноста мобилен даночен шалтер, што е можност за поголема достапност до даночните обврзници, продолжува и во текот на овој месец. Едно од трите специјално опремени комбиња во текот на неделата ќе престојува во источниот регион, а в четврток, 22 октомври, ќе го посети Зрновци. Возилото на управата ќе биде стационирано пред општинската зграда во периодот од 10 до 15 часот. Граѓаните и фирмите од оваа општина, без да го напуштат своето место на живење, ќе можат да ги добијат сите даночни услуги и информации, да ги достават сите видови даночни пријави, барање и слични документи, како и да ги подигнат образците што ги издава управата за јавни приходи. Според календарот за работа на мобилните даночни шалтери, посетите на помалите населени места во државата ќе продолжи во наредниот период. Целта на вработените во управата за јавни приходи е секој месец да ги посетуваат населените места каде нема постојани канцеларии, како и локации што дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното население и бизнисите. Агенцијата за вработување на Република Македонија за в среда 21 октомври во Кочани го најавува одржувањето на сајамот за вработување, што е дел од активностите за намалување на невработеноста. На овој настан, невработените лица ќе можат да се информираат за услугите и активните мерки за вработување, да добијат информации за побаруваните занимања на пазарот на труд, како и да остварат контакти со работодавачите. Работодавачите пак, од своја страна, ќе имаат можност да се информираат за услугите и активните мерки за вработување што ги нуди Агенцијата за вработување, да остварат контакти со потенцијалните работници, како и да ја представат својата компанија пред присутните. Сајамот за вработување во Кочани ќе се одржи во спортската сала на Основното училиште Никола Карев со почеток од 11 часот. Со прогласувањето на добитниците на наградите за најдобра карикатура во Виница започна овогодишното издание на фестивалот на хумор и сатира In Vinica Veritas. Во рамки на програмските содржини гостуваше монодрамската комедија Има една земја од Република Србија. Започна фестивалот на хуморот и сатирата In Vinica Veritas, што се одржува по 7ми пат од неговото возобновување. Со тоа, во текот на оваа недела, виничани и жителите од регионот ќе имаат можност да се насмеат до солзи со програмските содржини и гостувањето на театарски групи и актери кои се учесници на овогодишното фестивалско издание. Потребни се мигови за секого од нас, кога за момент ќе забравиме на секојдневните обврски и грижи, а ќе ја наполниме душата со позитивни мисли, ќе се насмееме и за момент наш ќе биде светот, рече во своето обраќање градоначалникот на Виница Емил Дончев, како домакин на фестивалот. Минатите 7 години успеавме во нашата Виница, не само преку овој фестивал, туку и преку сите други културни избиднувања,
да ги продолжиме и да ги збогатиме нашите културни вредности. За сето ова, за целата организација, за сите идеи, потребни се луѓе кои ја сакаат Виница, луѓе кои со својот труд ја пишуваат историјата. Сакам од моје име и од име на сите граѓани на општина Виница да искажам почит и да се заблагодарам на сите наши сограѓани кои дале особен придонес за развојот на културата во нашата општина. Фестивалот за отворен го прогласи министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, според која годинава гостувањето на познати и еминентни театри и театарски групи од Македонија, како што се Штипскиот, Велешкиот и Битолскиот, но и на оние од странство, е потврда за квалитетот и збогатувањето на меѓународната димензија на самиот фестивал. Навистина радува фактот што фестивалот In Vinica Veritas е збогатен и со промоција на книгата Афоризми, Балканска трансверзала на авторите Миле Ѓоргиевски, Васил Толевски и Миро Ѓоргиевски, како и со изложба на авторите и победниците на меѓународниот конкурс за карикатури, кој го организираше Домот на културата Тошо Арстов од Виница. Пристигнатите 320 карикатури на 138 уметници од 45 држави во светот, како Кина, Јапонија, Иран, Колумбија, Романија, Израел, Грција, Аргентина, Мексико и други несомнено ги потврдуваат заложбите на организаторите овој фестивал да добие меѓународна репутација и реноме. На самото отворење на фестивалот беа прогласени најдобрите карикатури што пристигнаа на овогодишниот конкурс под мотото Светот е мал. Првата награда му припадна на Мухамед Азаднија од Иран, втората на Раул Алфонсо од Колумбија, а третата на Георги Лицурицу од Романија. Наградените карикатуристи не присуствуваа лично на доделувањето на наградите, а представникот на жири комисијата рече дека нејзините членови имале навистина тешка задача од големиот избор одлични творби да ги изберат најдобрите три. На првата фестивалска вечер на In Vinica Veritas беше прикажана комедијата Има една земја, работена на текст од Бојан Љубеновик, што во форма на монодрама ја изведе гостинот од Србија Јовица Јашин. Фестивалот продолжува со гостувањето на театарот при Центарот за култура Ацо Шопов од Штип со представата Лулка, работена по мотиви од народното творештво, а во режија на Андреј Цветановски. Кочанските планинари беа активни во текот на изминатиот викенд. Учествуваа на традиционална меѓународна планинарска средба што се одржа на Осаговските планини, каде учеснички имаше планинарски друштва од трите соседни држави. Меѓународна планинарска средба викендов се одржа на тромеѓето меѓу Македонија, Србија и Бугарија. Организатори беа планинарскиот спортски клуб Руен од Крива Паланка од Македонска, планинарското друштво Босилеград од Српска и планинарското друштво Кјустендил од бугарска страна. На средбата покрај планинарите од двете соседни земји учествуваа и планинари од 10 клубови во Македонија. Освен домакините од Крива Паланка, учество зедоа и нивните колеги планинари од Куманово, Македонска Каменица, Пробиштип, Скопје, Кочани, Зрновци и други места. До тромеѓето меѓу трите соседни земји, планинарите од нашите клубови тргнаа од надморска височина од 1020 метри, а целта беше на 1350 метри. Должината на патеката, која имаше рекреативен карактер, изнесуваше 8 километри, а учесниците ја поминаа за помалку од 2 часа. Вообичаено при крајот на вестите следуваат спортските содржини. Нов успех постигнаа каратистите на карате клубот Партизан на меѓународните турнири што викендот се одржаа во соседна Србија. Во силна конкуренција на над неколку стотини учесници од балканските земји, нашите представници освоија 3 први и 1 второ место. Меѓународните карате турнири што викендов се одржаа во Република Србија им донесува многу радост на каратистите од клубот Партизан од Кочани. Тие постигнаа забележителен успех на гостувањата во Лесковац и во Белград, од каде се вратија со освоени 3 први и 1 второ место. Со златни медали се закитија каратистите Мартин Стојменов и Ѓорги Петров, кои учествуваа на турнирот во Лесковац, што го организираше карате клубот Бушидо од овој град. Успехот на Стојменов е уште поголем, затоа што на крајот од турнирот тој беше прогласен за најдобар надпреварувач и стана добитник на паричната награда, што ја обезбеди организаторот за учество во борбите во сениорска конкуренција.
Нашиот каратист имаше сериозни противници со оглед што во оваа категорија имаше вкупно 10 надпреварувачи. Предходно златен медал тој освои и во категоријата јуниори до 21 година. На истиот турнир учествуваше и неговиот клубски колега Ѓорги Петров, кој во конкуренција на каратисти родени 2004 година во борби до 45 килограми ги совлада своите 4 противници и го освои првото место. По едногодишна пауза поради повредата, на душекот се врати и каратистот Роберто Здравковски. Тој учествуваше на меѓународниот турнир Белградски трофеј, каде конкуренцијата беше уште поголема, односно учествуваа околу 100 екипи со над 1250 каратисти од 9 држави. Во категоријата на нашиот каратист имаше уште 19 надпреварувачи, а тој забележа победа во 4 борби. Во финалната борба, што заврши со нерешен резултат, судиите му ја доделија победата на неговиот противник, па на крајот Здравковски мораше да се задоволи со второто место. Младите фудбалери на Фудбал Старс од Кочани пак имаа успешен настап во скоро сите категории. Помладите пионери се без конкуренција на првото место на табелата со 6 победи. Помладите пионери на Фудбал Старс од Кочани не знаат за пораз. Во рамки на 6-тото коло на домашен терен со резултатот 5:0 ги совладаа гостите од фудбалскиот клуб Куманово Евроспорт. Така, со 6 победи и максимални 18 бодови, тие цврсто го држат првото место на табелата на помладата пионерска лига група Североисток. Нивните повозрасни колеги во пионерска конкуренција против истата гостинска екипа ремизираа со резултат 3:3 и со само 2 освоени бода се на предпоследното место на табелата. Освен овие средби се одиграа и надпреварите за фудбалери родени 2006 година, при што екипата на Фудбал Старс се сретна со Брегалница Штип. Надпреварот заврши со победа за домакините од 8:4. Младите фудбалери на Фудбал Старс родени 2007 година пак беа поразени од истата гостинска екипа со резултат 8:6. Во детската фудбалска лига Источен регион за генерацијата родена 2003 година, Фудбал Старс го победи градскиот фудбалски клуб Осогово со 12:1, а нивните соиграчи родени 2005 година исто така забележаа победа против истоимената екипа со резултат од 8:1. Во третото коло од Општинската фудбалска лига Кочани, Фудбал Старс му беше гостин на фудбалскиот клуб Чешиново и претрпе пораз од 3:2. Со временската прогноза ги исцрпуваме содржините за овие вести. Ви благодариме за вниманието и ви посакуваме пријатни моменти со нашата програма. Довидување.